Се наоѓаме во Укло FM, многу интересна атмосфера, телевизија и радио на едно место. А тука со мене гостинка е Марија Ханитова Јовановска, која ќе каже за неја дека од 15.9.93 до денес битисува на земјата. Битолчанка со не така редовно саботно кафе, абсолвент на правен факултет Битола. Правото не и било љубов на прв поглед. Потребни биле стотици страни читање за да воспоставиме контакт. Но затоа музиката, пеењето вели дека биле бајка. Го посетувала нижото музичко училиште во Битола, но го завршила муабетот. Јас не планирам да се занимавам со музика, па коцките се наредиле поинаку. Музички активна 4 до 5 години, се започнало многу спонтанно. Едноставно настаните се споиле. Моментално настапува во дуо Тони и Марија. Волонтер во Укло FM веќе 4 години. Ја води емисијата 36 минути за, како радиоколумна и Мак Хит Топ 10+2, во име на зачување на македонската музика. Вели за неа нема ден без одлично кафе и музика. Марија, добре дојде во Плејад. Добро ве најдов и благодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија. Зошто нема ден без кафе и музика? Затоа што ниту еден ден не заслужува да биде поминат без добро кафе и без музика. Како поминува еден твој ден? Од савајле пак стануваш, спиеш кафе, слушаш музика и натаму како? Активно, че секој утро започнува со било кој хит кој што ми останал последно во главата, така што музиката наутро ми е неизбежна, а исто така станав зависна некако и од кафето, затоа си велам самата дека веќе не ми поминува ден без кафе. Потом ми поминуваат обврските кои што морам да ги поминам без разлика дали станува збор за доаѓањето во радиото, спремањето на емисии или пак сега актуелна ми е сесијата, така што генерално животот овој период ми се сведува на читање право. Колку правото ете ти донесе искуство, врз што го работи, значи како презентер, водител? Правото всушност е некоја втора љубов која што ја имам, затоа што не беше ништо со кое што планирав да се занимавам, уште помалку да се запишам на правен факултет. Меѓутоа тоа беше толку спонтано, а преку правниот факултет со започнувањето да студирам право во Битола, почнав и да волонтирам во Укло FM, така што би рекла дека правото ми е спојката со волонтирањето во Укло FM. Така беше спонтаноста, дојде на правен, се рече ајде на правен ќе дојдам, па после во ради или? Да, дојдов на правен факултет и така првиот семестар ми беше доста бурен, затоа што како што кажав, правото не ми беше нешто кое што замислував дека некогаш ќе го учам. И сакав да си најдам нешто интересно што ќе ми биде мене, така што покрај студирањето, покрај учењето на нешто што тогаш и толку не го сакав, ќе имам нешто креативно за да правам, некаде каде што ќе можам да ја трошам мојата креативност. Па Укло FM можам да кажам дека 4 години ми е одличен извор на добра енергија и на продуктивност. Рече дека си започнала нижо музичко. Се канализира во правен, а продолжи сепак со музика. Колку време си работиш на музиката? Мислам, колку време си посветена музички во твојот живот? Па започнав музички да се едуцирам уште во второ одделение, го посетував нижото музичко училиште во Битола околу 4-5 години. Меѓутоа стигнав до точка каде што на моите му реков дека јас не планирам да се занимавам со музика потаму и веќе се определив на некои други работи. Меѓутоа настаните така се поврза, така што започнав да пеам во културно-уметничкото друштво Стив Наумов, каде што веќе сум активен хорист веќе 6 години. И настаните се поврзаа така што имав неколку настапи кои што подосна вродија со плод, така што сега имам веќе 4-4,5 години искуство во музиката. Пееш и по настани, значи по приватни забави, пееш и во хор. Колку е искуството големо? Какво е искуството од, да речем, приватни забави, какво е искуството од хорот? Добро, во секој случај, значи станува збор за различен вид музика, станува збор за различни жанра и секој и хорот и тоа што го правам професионално, што го работам, си има своја убавина. Така што едното со другото нема некоја допирна точка, јас барем не гледам. Меѓутоа искуството кое што го добив овие 4,5 години, пејки ми донесе многу повеќе во поглед на отстранување на тремата при настаните. Така што во тој поглед ми се поклопуваат точките. Меѓутоа како жанра на музика не. Иако и хорската музика, композициите кои што во Стив Наумов ги пееме и се разбира оние песни кои што ги пеам на работа за различни веселби настани, ми се убави. Колку пеењето во хорот ти е, мислам, кој е пеењето по пеењето во хорот или пеењето во приватно, мислам, како соло Марија? Сакаш поќе да се истакнеш како соло или поќе како хорист? Како хорист најме дека треба си назад.
не би можела да изберам, затоа што едното и другото си имаат своја убавина. Пеењето со хорот е едно поинакво искуство, затоа што тука не треба да се издвоиш ти како поединец, затоа што тука придонесуваш во целата група. Така што тука станува збор за да се направи една компактна целина. За разлика од другото, каде што е соло Марија, значи станува збор за различна музика, каде што тоа се бара. Си работела и на други проекти, верувам, во музиката. Ве си имала пеено негде на фестивали како дете или можеби следно ќе пееш на некој фестивал па да те видиме со некоја авторска песна? Музички активна во тој поглед не сум била. Меѓутоа за во иднина, кој знае, се уште немам никакви планови, меѓутоа доколку испадне нешто ќе видиме. Во секој случај ги имаме во предвид таквите можности. Што е измислувано нели за такво нешто да на пример да станеш како да речем популарна пејачка на естрадата наша македонска која не знам колку е плодна, ќе направиме и за тоа следно муавет? Искрено немам некои амбиции да се проширам професионално на музичкиот план. Меѓутоа, како што реков, не сезне затоа што целиот мој живот генерално се базира на спонтани настани, така што се досега што сум планирала, испаднала обратно. Водиш Мак Хит топ 10. Колку, според тебе сметаш? Мак Хит 10+2. Така, 10+2 се извинувам. Колку според тебе сметаш дека македонската сцена, пошто верувам често се сретнува со продуктивноста на македонската сцена, колку сметаш дека е продуктивна нашата сцена? Сметам дека на македонската музичка сцена има доста квалитетни изведувачи. Значи имаме многу добро музички, добро подковани личности. Меѓутоа пронаѓам еден недостиг кој што мислам дека се должи на недостаток на креативност и на оригиналност. Затоа што имаме добри музички личности, имаме страшно добри вокалисти, меѓутоа има некаков проблем со композициите, дали тоа се должи на продукцијата, дали на тимот кој што би работел на една песна. Меѓутоа сметам дека во последно и не сме баш продуктивни на тоа поле. Се надевам дека еве законот што е за субвенционирани композиции ќе вроди со некаков плод, меѓутоа мислам дека треба доста да се работи на тоа. Колку македонските фестивали сметаш дека со тоа многу од да речам и пејачите со кои сум правел муабети композитори велат дека оркестарот што го имат ревискиот оркестар на фестивалите ги ограничува. Значи јас вели морам да напишам песна само за оркестар. Колку сметаш дека тоа е плюс, а колку минус за фестивалите што го имат, бидејќи сите фестивали во Македонија се само со ревиски оркестар? Мислам дека не е толку лошо. Во ред, ограниченоста не е нешто што некој композитор го посакува затоа што вие не можете еден уметник да го ограничите. Без разлика дали станува збор за пишување музика или пак за пишување на текст. Меѓутоа, ако тие ни се можностите, повторно ќе спомнам дека се работи можеби за некаква креативност. Фестивалите кои што ги имаме се одлични, се многу добри, меѓутоа кога имате да понудите добра песна, имате уште подобар резултат. Кога немате, тоа станува лошо затоа што веќе кој смисла би имале фестивалите доколку ние немаме што да понудиме. Има и 36 минути за, така беше? 36 минути за што? 36 минути за се. Значи се работи за радио колумна, така што инспирација црпам од секојдневните настани, без разлика дали тоа е нешто актуелно што се случува во државата, дали тоа е некој актуелен настан во градот, дали е нешто што јас сум го прочитала, или пак едноставно имам потреба да го кажам тоа на радио, или пак евентуално доколку има некој проблем или пак нешто кој што моите колеги од факултетот сакаат да се произнесе. Така што станува збор генерално за емисија која што не е конкретно врзана за некоја тема, затоа што уште пред 4 години кога започнав со 36 минути за, на главниот одговорен уредник Сонја Тантарова-Груевски кажав дека сакам емисија за која што нема да се врзам за некоја тема, туку ќе имам некоја слобода за пишување затоа што сметав дека мојата креативност не можам да ја насочам конкретно на определена тема. Дали ти си има случајно да застанеш да речеш чекај, се не знам што да правам со емисијата, немам идеја, немам креација, не знам што да пишам сега. Дали си се блокирала во некој одреден момент? И тоа многу често, затоа што вообичаено, не знам како ми се годи, стално емисиите да ги спремам со посабајле, што би значило некаде 2-3 часот наутро, и доживувам такви блокада момент, и тука веќе имам момент кај што ќе се оддалечам, си пуштам нека добра музика, во последно почнав и плочи да слушам. Меѓутоа, ќе се прочита нешто интересно или па ги разгледувам дневните весници за да видам чисто што се случува, можеби ќе добиам некаква инспирација, меѓутоа таквите моменти ги има, меѓутоа мислам дека веќе си најдов некои начини како да ги отстранам. Многу
луѓе кои работеле во радио кажале дека има некоја посебна магија во радиото. Дали ја знаеш ти која е таа магија, дали можеш да ни откриеш? Мислам дека секој кој што би бил дел од било кое радио, кој што ќе дојде во студиото, кога ќе почне да снима, мислам дека самиот на своја кожа осеќа што значи да се биде дел од радио, што значи да се спрема емисија, да се води емисија во живо, да се проследуваат настани, да се пишуваат прилози за тоа. Така што мислам дека кога станува збор за магијата на радиото и на било кој медиум, зависи од самата индивидуа. Како ти ќе се осетиш кога ќе дојдеш во допир со некој таков медиум? Тука атмосферата морам да признам е навистина интересна и навистина пријатно за седење. Мислам не се осеќам баш стегнато, се осеќам буквално како дома. Ете колку е тешко да, не знам дали имаш водена емисија во живо, но колку е тешко да водиш емисија во живо на радио. Дали има трема, дали е постегнато или опуштено? Со оглед на тоа што кога започнав со мојата прва емисија 36 минути за, емисијата е точно 36 минути. Така што не сум имала можност до сега да биде во живо. Меѓутоа, верувам дека треба само повеќе концентрација. Велиш помалце саботно кафе. Тоа значи дека си многу често во радиото, многу често пееш? Тоа значи дека саботните кафења не ми се толку редовни затоа што работам за викенди, така што тука би можело да значи поради спиење, затоа што работните обврски, она што се однесува до радиото ми се во работните денови, понеделник или вторник. Меѓутоа не ми се редовни поради обврски како учењето или пак не знам некои други обврски кои што не можат да чекаат да се помини прво саботното кафе, потпосле да бидат завршени. Те нарекуваат битолчанката со ангелски глас. Колку тој ангелски глас ти го негуваш и колку го чуваш, дали ти си има и случајно да некогаш зарипниш, што е многу често појава сега баш во зимскиот период, па да не можеш да излезеш на некој свирка, а мора да биде тоа, да се случи, на пример вечерва, а ти си зарипната, дали си има случајно такво нешто? Јас велам дека се си бара тренинг. И пеењето, значи работењето на гласот, работењето на вежби со дишење е доста битно, затоа што ми се има случувано често да зарипнам и да има некој настан, меѓутоа тука имаш стисни зубе и излегуваш да си извршиш својата обврска, затоа што тука не имаш избор да бираш дали ќе излезеш на настанот или не, затоа што тоа колку што е задоволство, тука имаш една обврска да исполниш, така што не трпи одложување. Меѓутоа во секој случај сите кои што се занимаваат и со пеење, со музика знаат колку е важно да се негува гласот, колку треба да се обрне внимание на зачувување на гласот, затоа што идат периоди кога има многу свирки, кога имаш многу настани за пеење, каде што треба да си во топ форма. Меѓутоа некогаш се случува од премореност, колку и да сакаш да го зачуваш гласот кога имаш напорни свирки, тоа и рече си станува невозможно. Меѓутоа се е до одморот, добра организација и правилни вежби кои што верувам дека секој би ги совладал. И си успешна на повеќе полиња. Ете за крај еден апел до тие, до младите, некој совет да кажеш нешто, која е тајната на успехот, што треба да се прави за да биде успешен човек како тебе и така натаму. За сите оние млади кои што сакаат да бидат успешни, само би им препорачала добра организација и најбитното да го најдат тоа што навистина сакаат да го прават. Затоа што кога се во тој момент, кога се во таа фаза да се пронедат самите себе, дури кога не знаат што сакаат да прават, не секогаш нека трагаат по навистинското за нив. Затоа што јас почнав со нешто што не мислев дека е за мене, ни сакав право, ни планирав со музика да се занимавам, меѓутоа на крајот застанав да бидам успешна и со музиката и да работам се уште на случај да бидам успешна и во правото. Така што кога се сака, се може само со добра организација. Фала ти за учеството во Плејаут. Се надевам ќе се видиме уште еднаш за некој уште поубави настани. Ви благодарам уште еднаш за поканата и се надевам дека повторно ќе се видиме.